Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен јога практикант и сертифициран јога учител. Сплетот од положби кои што би сакала да ги споделам со вас во оваа прилика, пред се би им биле од полза на луѓето кои што се занимаваат со трчање, возење велосипед, планинарење и слични спортски активности. Значи, ќе работиме на отворање на градниот кош, ослободување од напнатост во рамениците, можеби во вратот, потоа раздвижување на ребетот, посебно внимание на лумбалниот дел од грбот, потоа коковите, бутините и нозете во целост. Сепак сметам дека оваа секвенца ќе биде добра и полезна за сите. Се надевам дека ќе ви се допадне. Започнуваме во удобна и стабилна седичка положба. Дланките можеме да ги поставиме на колената. Под задникот можеме да поставиме по потреба блокче или свиткано кебенце. Со цел да ја направиме оваа положба поудобна и постабилна. Ребетот е исправен, издолжен, имаме чувство на отвореност веќе во градите, главата е во неутрална положба. Ги затвораме очите и за неколку моменти ќе го наблюдуваме дишењето како што тоа природно се случува, без да пробуваме да го промениме, без да го оценуваме, проценуваме и така натаму. Едноставно го наблюдуваме и забележуваме какво е тоа во овој момент. Дишеме низ носот, издишуваме низ носот во текот на целата наша практика. После неколку вдишување и издишување на овој начин можеби ќе забележите дека со самото внимание што го насочивме врз дишењето, тоа стана подлабоко и порамномерно. Тоа се случи спонтано, без да вложиме каков било напор. Доколку тоа се случи, го забележуваме повторно, без да проценуваме, без да оценуваме дали е тоа добро или не. Дишеме рамномерно, што е можно подлабоко. Издишуваме целосно и вниманието го насочуваме навнатре. Вдишуваме длабоко, чувствуваме експанзија во абдоминалниот дел, градниот кош. Издишуваме, градниот кош се враќа во првобитна положба, стомакот исто така. Стомачните мускули благо ги вовлекуваме наназад. Уште еднашка. Вдишуваме длабоко, издишуваме целосно. Ке се обидеме овие квалитети на продлабоченост и рамномерност во дишењето да ги задржиме во текот на целата наша практика. Исто така, ќе се обидеме да го задржиме квалитетот на умот, кој е насочен и фокусиран во текот на целата наша практика. Полека ги отвораме очите, се подготвуваме за она што следува.
Вдишувајќи ги криваме рацете во висина на рамењата. Вдишуваме, издишуваме, десната дланка оди на подот, левата рака оди надесно. Се изложуваме, вдишуваме, се враќаме во првобитна положба, издишуваме, ротираме надесно. Вдишуваме во центар, издишуваме, се навалуваме на страна, чувствуваме убаво растегнување од десната страна на торзото. Вдишуваме во центар, издишуваме, ротираме надесно. Уште еднашка. Вдишуваме во центар, издишуваме, десната дланка на подот, левата оди надесно, главата нагоре, во центар или надолу, како ви е поудобно. Вдишуваме во центар, издишуваме, налево, ротираме и ќе задржиме сега тука. Благо ја потпомагаме оваа ротација налево, туркајќи, односно влечејќи со десната дланка. Тоа е нежно, ништо насилно. Го наблюдуваме дишењето, проверуваме дали е тоа си уште длабоко и рамномерно. Така. Сега ја задржуваме десната дланка на левото колено, десната рака ја криваме нагоре и се навалуваме дијагонално од прилика во линија со десниот бут. Повторно го таргетираме торзото, односно левата страна на торзото. Чувствуваме една линија од врвот на прстите на дланката до левиот колк. Вдишуваме, издишуваме, полека ја спуштаме левата дланка на десното колено, се навалуваме наназад, грбот се заоблува, стомакот оди навнатре, главата надолу. Чувствуваме убаво растегнување во пределот помеѓу лопатките, горниот дел од грбот. Дишаме длабоко. Вдишуваме, се криваме. Рацете остануваат така прекрстени, значи левиот лакт врз десниот. Сега пробуваме да ги споиме и дланките од внатрешната страна. Доколку тоа не ви успева, можете да ги задржите и да дланките на овој начин, значи да ги допрете од нивната надворешна страна или со помош на ремен, да остварите врската помеѓу дланките. Доколку ништо од тоа не успева, едноставно гушнете се, значи дланките поставите ги на обратните, наспротивните рамења. Така. Доколку сте во можност, значи дланките споени од внатрешната страна, вдишуваме нагоре, издишуваме, се заоблуваме, лактите кон стомакот, грбот се заоблува, главата надолу. Вдишуваме нагоре, се отвораме, издишуваме надолу, се заоблуваме. Уште еднашка. Вдишуваме нагоре, издишуваме надолу. Вдишувајќи се враќаме во првобитната положба и сега тука ќе ја задржиме
оваа асана. Лактите одат нагоре, дланките нанапред. Дишеме длабоко, внимаваме грбот да остане во неутрална положба. Така. Издишуваме, ги ослободуваме дланките, ги поставуваме на колената и си даваме момент да го забележиме ефектот на нашата практика досега. Ги отвораме очите, вдишувајќи ги криваме рацете во висина на рамењата. Овој пат левата дланка оди на подот, десната оди налево. Издишуваме, вдишуваме во центар, ротираме на десно. Вдишуваме во центар, издишуваме, одиме надолу, се издолжуваме. Вдишуваме во центар, издишуваме на десно. Уште еднашка. Вдишуваме во центар, левата дланка на подот, може би левата подлактица, но не е битно колку длабоко можете да отидете. Вдишуваме, издишуваме на десно, ротираме и ја задржуваме оваа положба. Благо потегнуваме со левата дланка, за да ја охрабриме оваа ротација. Повторно, ништо насилно, нежно. Дишеме длабоко, рамномерно. Така, сега, вдишувајќи, ја криваме десната рака нагоре и се навалуваме дијагонално, повторно, од прилика во линија со левиот бод. Цврсто се држиме со левата дланка за десното колено. Главата ја поставуваме на начин што нема да предизвика непријатности во вратот. Чувствуваме една сензација по линијата на десната страна на торсото. Издишуваме. Десната дланка оди на левото колено. Левата останува на десното колено. Се навалуваме наназад. Грбот се заоблува. Главата оди надолу. Вниманието е насочено во пределот помеѓу лопатките. Дишеме. Издишувајќи се криваме. Десниот лакт врз левиот. Повторно, доколку можеме, ги спојуваме дланките. Доколку не можеме да го сториме тоа, ги одбираме некоја од претходно споменатите опции. Дланки од надворешна страна, гушкање, ремен. Така. Вдишуваме, ги криваме рацете нагоре. Издишуваме, лактите кон стомакот. Главата надолу, се заоблуваме. Стомакот оди навнатре. Вдишуваме, се шириме. Издишуваме. Се навалуваме и заоблуваме нанапред. Уште еднашка. Вдишуваме нагоре. Издишуваме.
надолу. Вдишуваме во центар и ќе задржиме. Лактите одат нагоре, дланките туркаат благо нанапред. Вниманието го насочуваме во рамењата, горниот дел од грбот, лопатките, помеѓу лопатките. Дишаме длабоко, не забораваме. Издишуваме целосно. Вдишуваме длабоко. Ги ослободуваме рацете, дланките повторно одат на колената. Забележуваме сега откако ги повторивме положбите на двете страни, како го чувствуваме телото. Работевме на горниот дел, пред се рамењата, градите, рацете. Го стимулиравме ребетот. Забележуваме како сето тоа делуваше на нас. Полека ги отвораме очите. Сега, доколку имавте нешто ставено под задникот, како поддршка при изведување на седичките положби, би ве замолила да го отстраните тоа. Ги поставуваме нозете, така, свиткани, отприлика 90 на степени. Како за почеток, дланките позади нас, на едно убаво растојание, за да можеме градите да ги почувствуваме отворени. Така, сега десниот глушт го ставаме врз левата бутина, некаде над коленото. Така, и ќе почнеме да се придвижуваме кон едната, па кон другата страна. На овој начин пристапуваме кон повеќе слоеви од мускулите, поголема површина од мускулите, кои што се ангажирани при изведбата на оваа положба. Така, сега ќе се свртиме на лево, десното стапало го поставуваме на земјата, на подот, го опфаќаме десното колено со левата рака и се вртиме кон десно. Остануваме тука за неколку моменти, дишаме длабоко, се вртиме повторно кон лево, ги ставаме двете дланки од внатрешната страна на десното стапало. Левата нога ја испружаме наназад и коленото го поставуваме на подот. Најпрвин ги ослободуваме колковите и ги спуштаме колку што е можно подолу кон подот. На овој начин работиме на растегнување, благо растегнување на флексорите на колковите од левата страна и се разбира на мускулите на бутината од десната страна. Така. Сега ќе се вратиме во малку понеутрална положба и оно што би сакала сега да го направите е да ги ангажирате на мускулите на тој начин што ќе почувствувате како десното стапало, десната нога да сака да се придвижи наназад, но не се движи, а левото колено, левата нога сака да се придвижи нанапред. Така, тие се придвижуваат
без да се придвижат во обратна насока, односно едни кон други. Така, ги ангажираме мускулите на тој начин. Ништо не се случува видно, меѓутоа чувствуваме активација на мускулите. Ослободуваме. Ја креваме левата нога, односно левото колено, ја исправаме ногата, ја активираме. Го спуштаме коленото, коковите одат наназад, ја испружаме десната нога, но таа е се уште активна, а ребетот останува во изложена неутрална положба. Ке повториме неколку пати. Значи прво најпрвен коковите се спуштаат надолу, колку што можеме повеќе. Се враќаме малце во понеутрална положба. Ги активираме мускулите на претходно опишаниот начин, значи имаме чувство, десното стапало оди наназад, левото колено оди нанапред. Ништо не се гледа како движење, но чувствуваме активација. Ја ослободуваме таа активација, го криваме левото колено, ногата е активна, го спуштаме, коковите наназад, грбот е изложен. Уште еднаш ќе повториме. Најпрвен коковите одат надолу, колку што можеме. Се враќаме малку. Активација на мускулите, десно стапало наназад, лево колено нанапред, без да се придвижиме. Ги ослободуваме мускулите, криваме лево колено, го спуштаме, коковите наназад, чувствуваме растегнување на мускулите од задната страна на десната нога. Десното стапало е активно. Се враќаме назад. Сега го криваме левото колено. Си помагаме да седнеме. Се враќаме во оваа положба, каде што ротираме надесно, го гушкаме десното колено со левата рака. Вдишуваме, се враќаме во првобитна положба. Од каде што почнавме, повторно можеме неколку пати. Лево, десно. Така. Ослободуваме. Го ставаме десното стапало на подот. Се исправаме. И забележуваме како се чувствуваме. Нема да се задржиме премногу, ќе повториме на другата страна. Значи, дланките ги поставуваме зад нас на едно удобно растојание, што ќе ни овозможи убава отвореност во градите. Го креваме левото колено, левата нога, глуждот го поставуваме врз десната бутина и почнуваме да ја придвижуваме ова конструкција наизменично во двете насоки. Дишеме длабоко. Вниманието е неподелено на активноста што ја изведуваме. Така уште. Еднаш, лево, десно, сега го спуштаме десното, односно левото стапало на подот, десната бутина на подот,
Го опфаќаме левото колено со десната рака и ротираме на лево. Дишаме длабоко. Така, вдишуваме, се враќаме во централна положба, потоа ги поставуваме двете дланки од внатрешната страна на левото стапало, се подкреваме и ја испружаме десната нога зад нас. Сега, на оваа страна ни е малку полесно, бидејќи веќе знаеме што треба да правиме. Така. Најпрвен ги спуштаме коковите, што е можно подолу, сега ги таргетираме флексорите на коковите на десната нога, мускулите од внатрешната страна на бутината на левата нога. Така. Се враќаме малце нагоре во понеутрална положба. Повторно таа активација на мускулите без всушност да правиме никакво движење. Левото стапало имаме чувство како да сака да оди наназад, десното колено нанапред. Ја чувствуваме таа активација на мускулите во нозете. Не престануваме да дишеме. Ја ослободуваме активацијата. Го криваме десното колено. Десната нога е активна. Го спуштаме коленото. Коковите наназад. Ја растегнуваме левата нога. Левото стапало е активно. Грбот е издолжен. Така. Повторуваме. Најпрвен коковите надолу. Вдишуваме. Издишуваме. Се враќаме малку. Активираме мускули. Лева нога наназад, десна нанапред. Ја чувствуваме таа активација, движење без движење. Ја ослободуваме. Го криваме десното колено. Не ја губиме таа контрола во нозете, тие се силни. Го спуштаме коленото. Коковите одат наназад. Уште еднаш ќе повториме, вдишувајќи ги спуштаме коковите нанапред. Издишувајќи се подкреваме малку. Десно колено нанапред, лево стапало наназад. Активација. Ослободување на таа активација на мускулите. Ја криваме и испружаме десната нога. Таа е силна. Левата нога исто така. Спуштаме колено. Коковите наназад. Целата нога, целото стапало на левата страна активно. Грбот е издолжен. Се враќаме нанапред. Повторно ја криваме десната нога. И сега си даваме подршка малце повеќе со рацете. Се отторнуваме и го поставуваме коленото од левата нога позади. Од десната нога позади левото стапало и повторно се враќаме во оваа ротирачка положба. Го гушкаме левото колено со десната дланка. Дишаме длабоко. Вдишуваме. Се враќаме во централна положба.
ја ослободуваме раката, се враќаме во положбата од која што почнавме, повторно можеме неколку пати, лево, десно. Така. Ги спуштаме двете стапала на подот. Завземаме повторно една удобна сидечка положба и забележуваме. Сега завршивме со двете страни. Забележуваме каков е ефектот. Така. Ги отвораме очите и ќе се легнеме на грбот. Полека, внимателно. Така. Од тука ќе направиме неколку динамични репетиции на мост. Дланките се најпрвен покрај торзото. Стапалата се од прилика горе-долу под колената. Вдишувајќи, туркаме со стапалата, ги криваме колковите. Издишуваме, ги спуштаме колковите. Можеме да ги вклучиме и рацете во сето тоа. Вдишуваме, криваме колкови, криваме раце над главата. Издишуваме надолу. Вдишуваме нагоре. Издишуваме надолу. Останете со оваа варијанта или доколку сакате нешто поинакво, следете ме. Значи, вдишуваме, левата рака останува на подот, десната оди диагонално налево. Се спуштаме, издишувајќи. Вдишуваме, десната рака останува на под, левата оди диагонално. Се спуштаме. Повторуваме неколку пати во сопствено темпо. Вдишуваме нагоре, се издолжуваме диагонално, издишуваме. Вдишуваме нагоре колковите, левата рака надесно, се издолжуваме, издишуваме надолу. Уште еднашка. Вдишуваме, издишуваме. Вдишуваме, издишуваме. Сега ќе задржиме положбата. Вдишуваме, туркаме со стапалата, ги криваме колковите, ги испреплетуваме дланките под задникот, ги подместуваме лопатките поблиску една кон друга, туркаме со дланките надолу, со стапалата надолу, колковите се криваат и држиме. Дишеме длабоко. Ги ослободуваме дланките. Полека со контрола се спуштаме надолу и остануваме неправен за неколку моменти во една неутрална положба. Потоа ги поставуваме стапалата малку поблиску кон рабовите на простирката за вежбање.
Рацете ги поставуваме во висина на рамењата, дланките долу, кон подот. И почнуваме да ги придвижуваме колената наизменично, на десно, па на лево. На десно, па на лево. Така, неколку пати динамично. Така, следниот пат кога колената ќе бидат на десно, спуштите ги, што е можно поблиску кон подот. И останете така, или доколку е се во ред, поставете го десното стапало од надворешната страна на левиот бот. Останете така или кренете ги рацете нагоре и потегнете ја благо десната дланка на лево. Дишате длабоко. Ова е многу убаво растегнување, блага ротација. Така. Ослободете ја десната дланка, десното стапало, вратите се во првобитната положба, повторно во двете насоки, наизменично колената лево, десно, лево, десно, лево. Следниот пат кога ќе бидат на лево, спуштите ги што е можно поблиску до подот. Можете да останете тука или доколку е се во ред, ставете го левото стапало, односно левиот глушт, врз надворешната страна од десната бутина. Доколку е се во ред, ги креваме рацете нагоре, го опфаќаме левиот рачен зглоб и благо потегнуваме на десно. Така. Остануваме тука, дишаме длабоко. И ослободуваме дланката, стапалото, се враќаме во првобитна положба. Остануваме малку во неутрална положба. Потоа ги поставуваме стапалата, нозете поблиску едни кон други. Ги креваме колената поблиску кон торзото. Ги опфаќаме со дланките и правиме кружни движења. Го масираме сакромот и долниот дел од рбетот во една насока. Ја менуваме насоката на круговите. Така. Ги приближуваме колената уште малку поблиску до торзото, ги опфаќаме стапалата со дланките, главата оди кон колената, се правиме како топче, вдишувајќи се опуштаме и одмораме во шавасана. Се надевам дека ви се допадна овој сплет на положби, оваа секвенца. За сите прашања ви стојам на располагање, а коментарите се секогаш добре дојдени. Ви благодарам. Намасте.